Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Модерната технологија им овозможува на лицата со срцева слабост да живеат со помош на срцева пумпа. Овој уред обично представува мост до трансплантација на овој орган. Како изгледа животот со вештачко срце? Ќе го запрашаме денеска Даниел Тодоровски. А зошто слабе срцето и кои симптоми укажуваат на овој здравствен проблем, ќе ни појасни доктор Антонио Антовски, кардиолог од Општата градска болница 8 септември. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо со гостите во студиото на Телма. Останете на Телма. Денешниот гостин речиси 5 години живее со вештачко срце. Од тогаш животот многу му се подобрил, вели на подобро. Денешен гостин во студиото на Телма е магистар Даниел Тодоровски, магистар по фармација, ново пензија. Сепак сте дел од медицината, па и за тоа на еден интересен начин ќе ни раскажете всушност што значи да се има вештачко срце. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам што прифативте да гостувате. Добар ден, благодарам на поканата. А Даниел, вие живеете со машина во себе. Имате вградено пумпа за срце, односно вештачко срце. Сега, дали во градите го имате и вашето срце? Да. Значи, ова е механичка циркулаторна потпора на работата на срцето, кај што ние милуваме скратено да кажеме вештачко срце. Значи, тоа е левата комора и предкомора ја обработува машината, дека десниот дел на срцето си работи нормално. Така да во светот е познат како елват систем, кој што ја исфрла крвта од предкоморите во коморите и помага во циркулацијата низ целиот организам. Вие прв пат забележавте дека имате проблеми со срцето конкретно на 90-тите, доживеавте неколку инфаркти, ги преживеавте, но не очекувавте дека може да ви се случи вакво нешто, да ви ослабе срцето. Со колкав капацитет работеше вашето срце пред да ви биде вградена срцевата пумпа? Пред да одговорам тоа, ќе кажам дека ја бев еден од X и нашите сограѓани. Мене нема никош ништо да ми се случи. Мене тоа не може да ми се случи. Тоа сите го кажуваме. Кој ќе се случи може да биде касно, но може да биде и навремено зафаќање. Значи, јас во последната фаза, после сите те инфаркти и стентови, дојдов во ситуација да имам 13% сила на срцето да работи. Тоа беше во моментот кога јас лежев после последниот инфаркт во клиниката Жан Митрев. И тогаш имав 13% само сила на срцевиот мускул. Што значи тоа? Како се чувствувавте со 13% капацитет на срцето? Постојано прво сте психички загрижени и не сте добри, стабилни, мислејќи дали ќе издржам утре да преживеам. Затоа што постојано имаше слабост, чувствувате немир, потења, тресења, воопшто непријатна случка и ситуација, така да постојана контрола и мониторинг на апаратите, во исто време со самата работа, слаба работа на срцето, слаба работа и бубрезите и се ствараат големи количини на течност во организмот, кои што мора да се вадат за да може организмот да живее и да работи. Така да воопшто не е пријатна таа случка. Како ви соопшти дека ќе треба да ви биде вградена срцева пумпа, односно вештачко срце, и што значеше тоа за вас во тој момент? Во моментот кога се направија сите анализи во Жан Митрев дека наистина е многу тешка состојбата, во тој момент беше присутен професор Кнежевиќ, директорот на Центарот за трансплантација од Љубљана, и се направи конзилиум, професор Кнежевиќ, Жан Митрев и колегиумот на болницата, на кој што ме известија дека би сакали и планираат да вградат пумпа. И беше кажано или пумпа или нема друго. Ми оставија ден-два да размислам, што психички да се спремам. Тоа беше малце многу емотивно, се спремив. Али ми требаше уште најмалку 5-6 месеци после операцијата, која што беше наистина долга и тешка, така ми кажа они, јас
тоа нормално го прифатив, да прифатам дека треба да живеам со туѓо тело во себе, механика, и дека да прифатам да бидам вржан и 24 сата на струја. Значи, самата состојба не беше пријатна, но ако имате желба да живеете, нема бегање. И она што исто време, во тој момент бевме двајца пациенти во Жан Митрев, ја поминав полесно да се насмеам. Со елват. Другиот пациент има 2 пумпи му вградија, и лево и десно. Значи, имаме ситуација во Македонија, имаме двајца пациенти со биват, кои што се навистина тешки за живот, но веќе после известно време тоа е стварна навика, одиме понатака. Вика нормален живот. Не е нормален, но ако сте внимателен, ако пазите на се што треба и ги почитате советите на кардиологот кој што ве води, може да биде нормален живот. Постојано со себе носите торба, обично ја носите на рамо, сега таа е поставена тука покрај вас. Што има во неа? Тоа е торбата во која што има контролор. Ова е тој контролор, да, тој е контролор кој што е поврзан со срцето и со 2 батерии. Тоа е батеријата. Која што батеријата, вакви батерии. Да, овде има 2 во ташната. 2 батерии и 2 во резерва, кој што кога одиме негде шетаме, мораме да имаме со нас резервни батерии. Значи, двете батериите даваат напојување од 12 до 14 часа. Значи, 2 батерии, 12 до 14. И тоа сме независни и во резерва во ранец уште 2. Постојано ги носите резервните? Не. Кога знам дека ќе сум на кратко надвор, само со ташната, пошто тешка е, 3 кила се двете батерии, а кога треба да одам надвор или патувам до Охрид или негде, тоаш освен сите 4 батерии носам и комплетна опрема со мене. Тоа значи полноч на батерии, затоа што тие се 24 сата. И плюс носам кабел за поврзување. Што значи тоа? Кога сме овде со вас или кога сум надвор, кога шетам, батериите ми даваат електрична енергија и го напојуваат апаратот. Работи. Но кога сум дома, јас сум приклучен со кабел директно во струја. 220 волти течат низ мене. Значи, ние не сме целосно слободни да одиме кај сакаме и што сакаме. Значи, дури во домот имат ограничено движење поради кабелот. Исклучиво на кабел, приклучен на Ивана. Чекаме ние. Што ако снема струја? Ако снема струја, тука се батериите. Веднаш морате да... Мора веднаш. Во да се моментот да интервенирате. Да се не смеете да останете... Не. Нема останување без струја. Не. Без струја. Никако. Така да ние се шалиме често пати, ние сме 22 век киборг. И многу Добро што можете да се нашалите на оваа тема. Да, лошо е што многу малку се знае за нас како пациенти во Македонија, зашто не сме многу, 25 до 30 максимум, но лошо е што претежно се помлади пациентите, што имаат вештачко срце и често пати ради незнаење или непознавање на оваа состојба не мешаат. Па знам дека ти имаш бајпас. Значи, се мешаат нека работи. Ова е далеку посложено ова е сепак опрема од 21 век. Така. Најсовремена. И благодарение и на фондот, кој што, морам да кажам, фондот за здравство, ни возможи да добиваме и резервни делови на терет на државата, затоа што батериите се литиумски имаат рок на трајање 3 години. Значи секои 3 години мора да секои години мора се сменат батериите. А наистина тоа е голем трошок, наистина тоа е пошто нова технологија ностоп, тоа се скапи. Сите опреми се наистина многу скапи и фондот не излезе во пресед, некои пациенти побаравме да ни помогнат, што наистина тоа е големо оптеретување на домашниот буџет. Така. И одобрија да ние како доаѓат времето за замена на батериите, на пуњачите, така ги именуваме. Така да, благодарение на нив и продолжуваме живот. Апсолутно. А како изгледа ваш секојдневен живот со оглед на тоа? Како изгледа вашиот секојдневен живот со оглед на тоа дека сте постојано приврзани или за струја или за батерии? Проблематично ли да си скапите, на пример? Потребни ли се некои насоки кои што треба да се следат? Нема капење за нас.
туку имаме миење со крпа, со влажна крпа. Мене, пошто ние секаде одиме со придружник, дома сопругата помина обука, значи сите наши придружници имаат помината обука, да ни помогнат кога треба да се помогне тој момент. Со влажна крпа се брише телото, пошто ние имаме отворена рана. 24 сата. На стомакот, всушност, кај папокот. Тука влегува кабелот, кабелот оди директно во срце и приклучен за машината. Не сме да дојде во допир со вода. Струја е. Значи, за нас капење нема. Она што го очекуваме, а што е најавено од фирмата Abbott, која што ги произведува апаратите, е дека се подготвуваат нови батерии кои што ќе се имплантираат подкожно и ќе бидат многу мали. Што би ви олеснило во голема мера. Би било фантастично, фантастично би било за нас да тоа го добиеме, за да можеме да биде уште полесно се чувствуваме и полесно го живееме животот. Колку често се потребни контроли? С оглед дека кабелот излегува директно од папокот, потребна ли е некаква нега на тој дел? Споминавте рана. Тоа е основно. Значи, таа рана, тоа место каде што кабелот излага, е основно да биде секојаш чисто неинфицирано. Грото на пациенти што починаа, што има ова христичко срце, починаа од сепса од раната. Недобра заштита. Затоа ние на секој 7 или 10 дена, зависи од состојбата на раната, одиме на преврски, кај што се работат на клиниките во септични услови, и таа преврска мора да се изведе матичниот кардиолог кој што те води како пациент. И на секој 7 до 10 дена таа преврска се извршува, а еднаш месечно се прави контрола со ЕКГ, со ехо и се прави лабораторија. Значи да се сите параметри. Претпоставам дека пиете терапија, која што е задолжителна, доживотна. Скапа е терапијата, ја има кај нас? Терапијата што ние примаме малце поголема. Значи, негде околу 15-16 препарати се. Во текот на денот имате толку апчи? Па, са бајле 8 на вечер 8. Мислам, доволно, нели? И повеќе доволно. Во текот на денот ние треба да пиеме меѓу 2,5 и 3 литра течност. Но не било која. Дојдевте всушност тука со едно шише кое што е ваше, рековте не, за мене не е чаша вода, не, јас доаѓам со морам моето да ја мерам, шише. зашто треба да пијам меѓу 2,5 и 3 литра течност на ден. За да може да имаме хидратација на организмот и да може да работи, да врти пумпата. Зашто ако нема доволно ние течност, она ќе ја сврти крвта, ама ќе се направи зголемена работа на самата пумпа. Тоа не е потребно. Се навикнавте на толкава количина течност? Ако морате, ќе се навикнете. Па нема бегање. Нема бегање. Сакате да останете жив, ќе се навикнете. Тоа е прва. Втора работа е што рековте за лековите. Лековите се ги имаме на позитивна листа се. Освен еден препарат, тоа е ентрестото, кој што е комбинација на две хемикалии и го произведува само една фирма во светот. Наистина е скап тој лек. Ние побараме помош и Сдруженијето на кардиолози не излезе во пресред и побара да ентрестото се стави на позитивната листа на Македонија. Но како сите Македонија и ние ја чекаме новата позитивна листа, нели? За да ни се олесни, затоа што наистина е во овој момент никој не увезува ентресто. Па ние една количина увезе Жан Митрев, една количина увезе не знам која другерија, но тоа се потроши. Так. А наистина една кутија од најмалата јачина, 50 милиграми, вие 80 евра. Ја пијам са бајле мала, навечер голем, средна количина, средна јачина што вие 150 евра кутија. Се рачунете 2 кутии месечно идат од тоа, да не збориме за другите препарати. А можат ли да работат лицата со вештачко срце, со оваа пумпа? Да, можат ако се расположени и да работат, да, но јас ради мојата возраст сепак решив да одам пензионер, да бидам пензионер. Но се имам поголема обврска и ко пензионер кој бев работен. Така да може да се работи, тоа никој не им брани. Она што јас последно го гледав, ме интересираше и мене. Значи, имаме пациенти во Америка, кои што ова е рутинска работа.
кои што веќе живеат 17 години со оваа пумпа. Пошто тоа е мост према трансплантацијата, на нашиот мост никако да го изодиме. Треба да почнат и да прават трансплантација. А добро, вие посакувате Лично јас вистинско не. срце ново од крв и месо? Не, лично јас не. Кој ме гарантира дека тоа срце што ќе го добијам од некој донор, кој 2-3 години нема да има инфаркт? Може да ми гарантира некој? Не. Вака, колку толку се теша машина е. Но што ако се расипе машината, размислува ли тоа Не може психичко не може обтоварување? да се расипе, пошто тоа е толку едноставна. Тоа е вентилатор што врти во бестежинска состојба. Така да он нема да запре. Може да запре може да некои од деловите, но сето тоа може да се поправа, замени. се заменува. Психолошки веќе прифативте се без проблем? Па штом Бидејќи споминавте на почеток не ви беше едноставно воопшто. Првите 6 месеци да. Но треба да сватите дека треба да се навикне дека треба до кај да мрднете, треба да се влечкате кабелот. Дека треба да спиете со кабел и со апарат до вас, со ташна до вас, што не е баш пријатно, но стварна навика. Се е стварна навика. Се чувствувате сега добро? Да. Во секој случај, чекам уште да се стопиш на малку да почнам да шетам, пошто знаете што е, сите мислат, сега им ставиме машина и сега нема проблеми, ќе лежам. Не, напротив, нашите пациенти што со остачко срце, треба да шетаат, Да се движат. Физичка активност се физичка препорачува. 1,5-2 км на ден, затоа што треба да се јакне срце, мускулот на срцето. Ако лежите и тоа пумпата ќе работи, но немате активност. Значи мора да сме и активни и со самите прегледи во болницата ехото покажува колку ти е силата на срцето. Моментално мојата сила е 57%. Што јас сум сосема задоволен. Така, како? Значи, кога шетате со придружник сте, предпоставувам, бидејќи денес ке ве дојдовте заедно со вашата ќерка? 50%, да, 50% сам. Некој сакам и сам да шетам. Секако. Се охрабрувате на Па таков да, чекор. не е тоа проблем, и колата возам и се, но се умерено во рамките на дозволеното што викаме ние. Ве прашуваат луѓето зошто постојано со себе носите торба? Дали се Ретко љубопитни? кој. Ретко кој, тие што ме знаат што е. Ретко кој, често пати имам една случка, не една, него неколку пати, да одам да седнам негде на преглед или еве, сега кога ме сликаа за нови документи, службеник вика, па добро, вика ташничката ставите на страна, че ви смета. Викам, кога станам на страна, и ја отидов, викам на страна. Мислам, мора да се нашалите, за да не биде премногу озбилно. Така да, затоа кажам, многу малку во Македонија, во држава наша, се збори за нас како пациенти, за нашиот живот, нашите потреби. Така, вие ми споменавте дека има ретки болести, но вие сте уште поретки од нив. Па сега, од ретките поретки, ама ние многу не дигаме джева, не дигаме галама. Пошто успеавме да на време некои работи ги реализираме, она што е преостанато, се бориме да успееме пак да ни го одобрат и тоа. А колку лица има кај нас? Меѓу 25 и 30, пошто има и починати, меѓу време има и нови. Зависи од тоа сега колку фондот секоја година колку ќе одобри вградување на пумпи према буџетот, така да не е на секој што ја сакам пумпа да добие, туку има буџет добиваат и државна кардиохирургија и Жан Митрев колку пумпи можат годишно да вградат. Така. И према тоа што се прави на селекција кој е најсериозен пациент да добие да му се вгради. Јас ви посакувам на вистина одлично здравје, да бидете и понатаму активен, фит, добро да ве служи вештачкото срце. Тоа е основа. Тоа е основа и да го живеете животот со полни гради. Благодарам. Ви благодарам што прифативте да бидете дел во оваа емисија и што раскажавте што значи животот со вештачко срце, односно со срцева пумпа. Почитувани, сега следува една кратка пауза, а веднаш потоа ќе ви биде појаснето што доведува до срцева слабост, која што некогаш завршува токму и со вештачко срце. ¿Por
qué me he permitido desperdiciar mi tiempo a tu lado? Me voy a encargar de que Leona y tú nunca sean felices. ¿Quieres que todo el mundo se entere de lo que está pasando en verdad, Columba? Yo no tengo la culpa de tu divorcio ni de que se hayan separado. El mismo Gael ha dicho que nunca estuvo enamorado de ti. ¿Quieres que siga? O aquí dejamos todo y las dos nos callamos. ¡A ver, no llamas! ¿Crees estar lista para ser mi sucesora? Непобедлива љубов. Денеска во 13:40 на Телма. Од денеска, во согласност со подпишаните договори меѓу Македонија, Србија и Албанија, почнува со работа апликацијата Отворен Балкан. Апликацијата треба да ја поттикне трговијата, слободното движење на работната сила и користење на електронски услуги. Што е планот на Европската Унија за Македонија, Албанија и Србија? Дали Отворен Балкан е привремено или трајно решение? Црвена линија со Тина. Веднаш повестите во 15 часот и 30 минути. Земјоделството, без разлика дали е на периферијата, на покривите или директно во деловните центри, е тренд во подем. Светот секојдневно расте, а со тоа и потребите за квалитетна и достапна храна. And we grind all this waste down of American tuna and we turn it into certified organic liquid fertilizer. It's gold. Документарен серијал Урбани херои. Запознајте ги луѓето кои одново ги пишуваат правилата за екзистенција на локална економија. Секој вторник во 14:30 само на Телма. Што доведува до срцева слабост, состојба што вела дека е убиец за срцето, ќе го запрашаме доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Докторе, дали срцева слабост, исто што и проширено срце, големо срце, бидејќи можеме некогаш да слушаме како некој вели, мене срцето ми е проширено, дали тоа значи срцева слабост? Срцева слабост е неспособност на пумпата, срцевата пумпа, да обезбеди соодветен дотор на крв до сите органи, до сите клетки во организмот. Функцијата на срцето е да обезбеди дотор на хранливи материи, а токсичните продукти што се ослободуваат од клетките да ги однесе до бубрезите, до белите дробови и на тој начин да исчисти крвта. Слабоста може да биде од две причини. Може да биде ради неспособност на пумпата да испумпа. Тоа е ситуација што ја спомнавте, кога срцето е проширено, зголемено, ја изгубила силата и не може да ја испумпа крвта. Имаме друга ситуација кога срцето не е во состојба да ја прими крвта, да се наполни. Значи, пумпата работи на принцип ја презема крвта од вените, која што е богата со токсични штетни материи и ја префрла од десната на левата страна, до белите дробови, до бубрезите и потоа прочистена до секоја клетка. Ако не може да прими крвта, да се наполни срцето, крвта заостанува. Останува позади срцето, во белите дробови, па се јавуваат тешкотии со дишењето, пациентите не можат адекватно да земат воздух. Отекување на нозете, на рацете, на лицето, тоа се симптоми на слабост на пумпата. Значи, не секогаш имаме зголемено срце. Имаме состојби каде што има задебелување на мускулот, губиток на еластичност на мускулот и пумпата не може да се наполни. Тоа е, например, случај кај пациенти со задебелување на мускулот заради висок притисок. Некои рестриктивни кардиомиопатии, како што е кај амилоидозата, каде што самото ткиво е променето, не може да се расшири, тоа срце не е големо. Меѓутоа, не е способно да ја прими крвта, за потоа да ја испумпа. Да ја испумпа. А, докторе, дали секогаш пациентите со срцева слабост ќе чувствуваат силен замор, неспособност да се качат по скали, проблеми при дишењето? Значи, проблемот е што срцето е пумпа што работи 24/7, без престан. Значи, тоа е мускул без преседан, кој што никогаш не одмара, дори кога спиеме. Тоа е за да обезведи соодветна исхрана, кислород, дотор и да токсичните материи ги исфрла. Кога тоа не функционира,
организмот е интоксициран, затруен. Не функционираат клетките и затоа се јавува тој хроничен замор прво. Сега да разграничиме, имаме акутна слабост на срцето и хронична слабост на срцето. Акутна е кога од некоја причина, например заради инфаркт на миокардот или така наречена хипертензивна криза, ради висок притисок срцето ќе попушти. И овие симптоми се манифестни со соодветна терапија, ги коригираме за некој ден и пациентот нормално функционира. Тоа е една акутна епизода, акутна состојба. Меѓутоа имаме хронична слабост, каде што слабоста на пумпата е трајна. Ја подобруваме, повторно се влошува, тука имаме хроничен замор. Пациентот вели секојдневните активности што порано ги обавувал без проблем, сега не е способен. Не може да се качи по скали. Или мора, кога оди порамно, по одреден број чекори или метри, да застане, да одмори. Чувствува недостаток на воздух. Тоа е така затоа што срцето не си ја завршува својата работа, не обезбедува дотор на кислород. Тој недостаток на кислород најмногу го чувствува мозокот. Мозокот не може да функционира без кислород. Па се жалат на вртоглавици, како да му лебди, како да лебди, вика, чувство како да ќе се онесвести, ќе застане, ќе одмори. Во услови на мирување, побарувањето од срцето е помало. Срцето овозможува соодветна размена на хранливи материи и кислород. Меѓутоа имаме така наречен краен стадиум на болеста, каде што и во мирување срцето не е способно да обезбеди квалитетна размена на тие материи, па имаме симптоми кај тие пациенти и во мирување. Тоа е терминална фаза кај што веќе мораме да побараме помош од, не знам, вештачко срце или трансплантација на срце. Да ги погледнеме главните ризик фактори кои што може да го ослабат срцето, а тоа се, како што веќе споменавте, покачениот крвен притисок, односно хипертензијата, шекерната болест, дијабетес, ноќната апнеја, неадекватниот начин на исхрана, болестите на срцето, вирусните инфекции што го напаѓаат срцето, стресот, цигарите, отсуството на физичка активност, генетика. Навистина многу фактори водат, различни фактори водат до оваа состојба. Сигурно има уште нешто, така? Што е пропуштено? Да, го забораваме најважната, значи коронарната болест. Таа е сама за себе 60%. Тоа јас го ставив, доктор, во болести на срцето. Ајде да започнеме со тоа. Значи, велите тоа е главно. Коронарната болест е статистички скоро 60% во учествува во етиологија на срцевата слабост. Тоа значи проблем со циркулацијата во крвните садови на срцето. Запушување, стеснување и заради тоа мускулот на срцето не е соодветно крвоснабден. Значи самиот мускул мора да се снабди со хранливи материи, мора токсичните материи да се однесат од мускулот за тој да функционира како што треба. Така да инфарктот е манифестација на коронарната болест. Меѓутоа не мора да има инфаркт пациентот за да има срцева слабост. Инфарктот значи веќе трајно оштетување од умирање на дел од мускулот. Имаме коронарна болест стабилна, ние ја викаме, стабилна затоа што тегобите се предвидливи. Пациентот вика, јас можам да се качам 15 скали и добивам болка. Ќе одморам, можам да продолжам. Тоа значи дека има стеснување, кој што не дозволува при напор мускулот да се храни како што треба и затоа се ова болката, ама он така може да живее со години. И јас со колегите во сала стентираме пациенти со 99% стеснати крвни садови, буквално игла не може да помине. Меѓутоа пациентот со текот на времето, тоа организмот го компензира. Другите артерии развиваат гранки, што го крвоснабдуваат тој дел и така функционира. Тука иглата кој ќе влезе, ќе се запуши, пациентот добива инфаркт. Сакам да бидам разбран, не значи 100% запушување болест. И со 60 и со 70% има несоодветна исхрана на тој дел од мускулот. И тоа постепено доведува до оштетување на мускулот, слабост развива пумпата. И затоа коронарната болест е тивокубиец, велиме. Така. И може би требаше да биде ставена на прво место на нашата листа. Во случајов е број 1, значи етиолошки гледано. Хипертензијата, зголемениот крвен притисок, многу честа болест и значаен фактор за развој на срцева слабост. Доведува до задебелување на мускулот
пошто мускулот мора да работи, да испумпува под зголемен притисок. А тоа задебелување доведува до губиток на еластичноста, неспособност на срцето да се расшири, да се наполни соодветно. А тоа зборам, имаме така наречена диастолна слабост. Често пациентите се врзуваат за систолната функција, па пумпната моќ. Тој е горен или долен притисок? Систолниот е горниот, така наречен. А диастолниот е всушност долниот. Фактички, што е долниот? За да бидеме разбрани. Кога ќе испумпа срцето, крв во крвните садови, тоа е моментот на систола. И тој бран, тој притисок се пренесува низ крвните садови, бидејќи тие се еластични, буквално, тие го примаат, ја примаат крвта и понатаму продолжува да се движи до крајните делови, до капиларите. Кога срцето ќе се полни, тогаш притисокот паѓа. Тој е тој диастолен притисок. Диастолниот притисок велиме дека вообичаено е 60 до 80. Меѓутоа, кај што имаме проблем, крутост на срцевиот мускул, диастолата е зголемена. Друго, крвните садови ја изгубиле еластичноста. И тие, откако поминал бранот на крвта, не се враќаат назад, не се релаксираат. И затоа велиме, има пациенти, долниот притисок им е 100, 110, 120. Поради тоа е покачен, всушност Тој е зголемен. Тој дополнително сега го оптеретува срцето. Значи тоа е еден систем на врзани крвни садови и срце како пумпа, каде што било кој дел да не функционира, пренесува на другиот систем. Кои се горните толеранци кога станува збор за крвниот притисок? Кои се горните граници? Велиме дека до 140 за систолниот е некој физиолошки. Меѓутоа, треба да знаеме дека од 130 до 140 е високо нормален. А веќе тоа високо нормален? Тоа е веќе високо нормален. Тоа значи зборува тенденција дека притисокот се зголемува. Се уште не даваме лекови. Меѓутоа, бараме причина и треба да се укаже дека треба да се преземат мерки, бидејќи може да прогредира и да развие притисок тој пациент. За долниот е 90, горната граница, кога велиме дека е се уште физиолошки. Над 90 е зголемен крвен притисок. Докторе, во кој дел од денот да го измериме притисокот? По принцип... Нали некој дел од денот кој што треба да се избегнува, да речеме, кога е највисок? Видете, реално притисокот е под влијание на многу фактори. Па и светлината, значи ден-ноќ, хормоните, активноста на хормоните, исхраната, физичката активност. Меѓутоа, тоа што е важно, независно од делот на денот, притисокот не треба да биде повисок од 140-190. Значи, кога и да го измериме, дали е тоа наутро кога се будиме, или навечер пред спиење, притисокот не треба да биде повисок. Кога ќе легнеме да одмориме и кога спиеме, притисокот треба да се намали. Ние затоа поставуваме холтер за мерење на притисок, кој што мери и во ноќните часови, кога спиеме. И тој реално покажува какви се вредностите на притисокот и влијанијата на хормоните, на дневно-ноќниот ритам. Ако е тој нарушен, тоа е веќе прв знак дека има пациентот с големен крвен притисок. Значи сите ние, без разлика дали имаме проблем со притисокот или не, треба да го мериме крвниот притисок, колку редовно и кога. Видете, превенцијата е во прашање. Соединетите американски држави веќе 20-та година е период кога они почнуваат да проверуваат за кардиоваскуларни заболувања. Значи, збориме за рутинско мерење на крвен притисок, кај популацијата која што има фамилиарна оптеретеност, значи каде што родителите имаат зголемен крвен притисок или кардиоваскуларни заболувања, можеби инфаркт или некоја кардиомиопатија, уште во педиатриската возраст се прават скрининзи, односно се проверува притисок. Бидејќи кај деца понекога се забележува за жал покачен крвен притисок. Тоа треба да го правиме, нели тие систематските прегледи се одлични за детектирање всушност на тие проблеми. На тие вредности, меѓутоа за жал и тие не се сваќаат сериозно. Многу пациенти доаѓаат после неколку години откако на систематски им било регистрирано дека имаат зголемен крвен притисок. Бидејќи не чувствувале тегоби, сметаат дека немаат проблем. Не побарале стручен совет, него си продолжиле, па доаѓаат кога веќе имаме манифестна болест. Оти хипертензијата може да се манифестира со симптоми заради високиот притисок или може првите симптоми да бидат заради промени на
крвните садови, заради промени на органите. Че имаме пациенти што доаѓаат со прва манифестација инфаркт на миокардот. Пациентот не знае дека имал висок притисок. Не знае дека има шекер. Колку пациенти ни доаѓаат така? Откриваме инфаркт и дека пациентот има шекер. Мислам, тоа е све пропуст на системот, пропуст на нашата популација, значи очигледно имаме потреба постојано од едукација, информирање, за да се освестат луѓето. Токму затоа се овие емисии, за да се едуцира популацијата и да свати дека еви некои работи кои што смета дека не се толку важни може да доведат до срцева слабост. Ќе споменам следно ноќната апнеа. Има многу луѓе што во отекот на сонот рчат. И се случува да престанат да дишат во еден момент. Ке направи ли тоа некаков проблем со срцето? Дали е тоа ноќна апнеа најнапред? Дистинкција, хрчењето е и апнеата не е исто. Апнеата е пауза во дишењето, каде што доаѓа до намалување на вредностите на кислородот во крвта. И тоа е механизмот што ја прекинува апнеата. Кога ќе падне нивото на кислородот, центрите реагираат, тоа се витални параметри, каде што мозокот постојано тоа го следи и повторно се буди актот на вдишување. Меѓутоа, тие моменти, кога има намалено ниво на кислород од крвта, доведува до сега рефлексна реакција од срцето. Сега доаѓаат повторно импулси од мозокот, од рецепторите, срцето ја забрзува работата. Затоа тоа е одбранбен механизам. Како да ја подобри крвоснабденоста, односно кислородот, ќе ја забрза срцевата работа и ќе го качи притисокот. Тоа е како принцип на самоодржување. Ако нешто се слошува страшно, ние сме под стрес, адреналинот расте, па на принцип бегај. Секогаш кога бега, кога се брани организмот, значи забрзана работа на срцето с голем притисок. Кога тоа се случува во ноќните часови, значи срцето не може да одмори ни ноќе кога ние одмараме. Тоа значи срцето функционира, се бара зголемена работа во влошени услови. Недостаток на кислород, а зголемена работа на срцето. И затоа овие пациенти ќе ги крстам, пошто они се потенцијално пациенти, имаат зголемен ризик од мозочен удар, зголемен ризик од срцев удар. Поголем процент развиваат зголемен крвен притисок. Така да тоа се на еден начин пациенти и апнеата треба да се свати сериозно. Сериозно. А дали, докторе, неадекватната исхрана може да ни го ослаби срцето? Има ли храна што е на црната листа кога станува збор за функцијата на овој витален орган? Срцето и крвните садови не треба да ги делиме, тоа е значи еден систем кој заедно функционира. Храната, за жал, е колку што е неопходна за да функционираме, за да преживееме. Ако не е соодветна, избалансирана, може да биде отров на еден начин за организмот. Збориме за едно хронично воспаление на крвните садови, обвивките, и срцето е исто така, има внатрешна обвивка. Ни останало во свеста дека мастите се проблем. Точно е. Заситените масти, црвеното месо, се учествуваат во развојот на артериосклерозата. Меѓутоа, вистинскиот непријател се јаглените хидрати. Шекерите. Значи, тоа е проблем на современото општество. Брашното, односно сето тоа што е од брашно. И да не збориме за другите благи работи, али сепак во основа е брашното. Се што е вишок во организмот, јаглехидрат, организмот го претвара во маст. Нема начин, така, нема дури шекерите механизам, завршуваат како маст. Значи шекерите нема механизам организмот да ги складира. Своите потреби ќе си ги задоволи и се што е вишок го трансформира во масти, затоа што мастите се тие што може да се депонира, да се складираат во резерва. Чи тоа е резерва на организмот за не дај Боже. А ние секој ден му сервираме вишок,
и секој ден складираме резерва. За не дај Боже. За не дај Боже, а всушност ги оштетуваме на тој начин крвните садови. Затоа што мастите и јаглените хидрати доведуваат до воспаление на обивката на крвните садови на срцето. И тоа е едно хронично воспаление каде што ние секојдневно го разгоруваме огненот. Така, изобилството од храна во современиот свет ете доведе до еден нов проблем. Но, докторе, дали доколку сме умерени, дури шекерите нема да направат проблем? Ако земаме од се помалку. Видете, проблемот е вишокот. Значи, само проблемот е вишокот. Тоа што се складира. Тоа значи умереноста на пациентите. Ако он може да застане со парче леп, не е проблем да јаде леп. Проблемот е што сакаме да си каснеме повеќе. Сакаме со компирот и со оризот да јадеме и леп. Значи компирот и оризот се скроб. Скробот е јаглехидрат. Јадеме леп јаглехидрат, јадеме ориз, јадеме компир, све во еден оброк. Све во еден оброк, да не биде побогато јадењето. И на крајот од оброкот ќе земеме и парче торта, ќе испиеме чаша или две газирани пијалоци. Значи, ако отворите да прочитате на интернет колку шекер има во чаша Кока-кола, па мислам дека нема да ви се верува. Значи, ние правиме гликоза толеранс тест се вика тоа. Порано се правеше со, не знам, концентриран шекер, за да измериме реакција на организмот како се лачи инсулин, како реагира, колку се качува, колку паѓа, за колку време. Сега тоа го правиме со Кока-кола. Значи без проблем, нема потреба, една чаша Кока-кола, тоа не е гликоза толеранс тест. Тоа објаснува всушност колку голема количина на шекер тоа е огромна количина на шекер. Далеку повеќе од дневните потреби на организмот. Значи, ако испиеме чаша Кока-кола, нема потреба ние да внесуваме леп и такви работи. Шекер веќе сме внеле доволно за организма да ги задоволи своите потреби. Значи, повторно ќе се навратиме, умереноста е всушност клучна кога станува збор и за здравјето на срцето и крвните садови. Како и во сите работи. Како и во сите работи, болестите на срцето веќе ги искоментиравте, има и многу, има и вродени. Видете, тука не е во прашање само коронарната болест, болеста на клапните, срцевите валвули. На валвулите. Че тие нормално пропуштаат во еден правец, затвараат за крвта да не се враќа назад. Кога има дефект во клапната, тоа значи оптеретување на срцето. Зголемено оптеретување со количина на крв, ако се враќа назад, или ако не се отвара, пумпа низ тесен отвор. Повторно оптеретување. Значи крвните срцевите за листоци, ако не функционираат добро, тоа е причина за срцева слабост. Аритмиите, кардиомиопатиите, тоа се сите, значи тие болести може да доведат. Миокардитот го спомнавте. Еве се следното ние, докторе, тоа вирусни инфекции што го напаѓаат срцето. Значи, дали се тоа миокардити? Всушност во главном се вирусни инфекции миокардитите. Значи ретко е во прашање паразит или некоја бактериска инфекција. Вирусите се тие што се доминантна причина и реалноста е дека ние сме едностоп во контакт со вируси. Најчесто се манифестира на срцевото кесе, на перикардот, и тоа е многу чест научи. Го наоѓаме на ехокардиографија, да не ги исплашиме гледачите, ама веројатно секој втор трет има промени на перикардот во смисол за дебелување, што збори контакт некој со вируси. Тоа е секојдневие, со тоа живееме. Значи тоа може да се забележи на ехо. На ехо се гледа за дебелување на перикардот, на срцевото кесе и најчесто етиологијата е вирусна. Аденовируси и други вируси. А миокардитисот може да се види на ехо? Воспаление на срцевиот мускул. Тоа е поретко, меѓутоа е драматично со полоша прогноза. Докторе, дали секој вирусот кој што ќе се разболи, може всушност што велат луѓето да ни удри на срцето? И се зависи од имуниот одговор на организмот. А стрептококните инфекции на грла? Тоа е веќе друга ситуација, тука е во прашање аутоимуна реакција. Значи, каде што реакцијата спрема бактеријата е вкрстено реагира со ткивото на срцето. Значи, тоа е несоодветен имун одговор кој што може да доведе до оштетување на мускулот или на срцевите клапни преку оштетување на ендотелот. Значи, тоа може да доведе исто така до срцева слабост? Затоа превенирам. Се што доведува до промени на мускулот, клапната, тоа се морфолошки промени, структурни промени, доведува до нарушена функција на пумпата. Во помала или поголема мера. Може да биде само тригер,
кој што понатаму, кој ќе се надгради со други проблеми, ќе доведе до срцева слабост. Срцевата слабост е многу честа. Тоа треба да бидат свесни нашите гледачи, посебно кај возрастната популација. Значи, статистиката е дека до 55 годишна возраст во светски рамки околу 3% од популацијата има срцева слабост. Са 3% некој ќе рече малце, меѓутоа тоа е кај работоспособното население до 55 години. Така. Кај возрастната популација, посебно над 65 години, процентот е веќе 10 до 15%. Затоа треба сериозно да се свати се тоа и да се внимава на тоа е сопственото не само здравје. социјален проблем, него и економски проблем. Број 1 потрошувач на здравствените каси во Европа, во Америка. И проценките се дека и покрај сите напори да се подобри кардиоваскуларното здравје, трендовите се дека бројот на кардиоваскуларните болни растат, а на срцевата слабост исто така. Американците предвидуваат дека до крајот на деценијава за 200% ќе им се зголемат трошоците за згрижување на срцева слабост, на болните со срцева слабост. Затоа секој од нас треба да биде свесен за ризиците кои што водат до срцева слабост и да не размислува дека мене тоа не може да ми се случи, секому може да се случи. Докторе, следно на листата ни е стресот. Дали хроничниот стрес што го живееме може да доведе до слабење на срцето, односно хормоните кои што се лачат за време на стресот го оштетуваат ли срцето? Може ли акутниот стрес да направи проблем, затоа што знаеме некој ќе кажат и препукна срцето кога разбра дека се случило некоја трагедија, да речеме, се случила? Видете, дали во стресот сето тоа го е оштетува срцето? Штетен, апсолутно. Корист од стресот нема, за жал, само штета. Во основа лежат други промени на срцето, а стресот само ги влошува. Значи, најчесто, па вели, еве како што велите, му препукна срцето, затоа што пациент, например, со стабилна коронарна болест, во услови на стрес, адреналинска реакција, зголемен крвен притисок, зголемена работа на срцето, тахикардија, брзо чукање, доведува до несоодветен дотор на крв на потребите на срцевиот мускул и може да резултира со инфаркт. Еве ситуација друга, слабокрвноста. Кај пациент кој што има стеснување на коронарните крвни садови, кој што нормално функционирал, анемијата заради неспособност на крвта сега да транспортира кислород, бидејќи имаме намален хемоглобин или намалени крвни клетки, може да доведе до инфаркт кај пациент. Така и со стресот. Кај што има некои промени на срцето, стресот може само да влоши ситуацијата. А хроничниот стрес секако преку овие механизми што ги кажав, тахикардија, зголемена работа и сето тоа, делува лошо на срцето. Емоциите наши се во тесна врска со срцето, што значи ако има некаков проблем, само може да го потенцираат. Посебно пациентите со веќе манифестна срцева слабост. Значи кај нив стресот е веќе може да биде убиец. Цигарите знаеме дека се убиец на воопшто на целокупното здравје, доведуваат и до срцева слабост. Отсуство на физичка активност. Докторе, колкава физичка активност е потребна? Колку чекори во текот на денот треба да направиме за да имаме здраво срце? Ајде вака, бидејќи денеска сите бројат чекори. Да не броиме чекори, затоа што не е тоа соодветно. Треба индивидуален пристап. Прво зависи од кондиционата спремност. Дали збориме за пациент со срцева слабост, збориме за здрав човек или некој во ризик. Ај вака, за да бидам уште подобро разбран. Американците се повикуваме на нив затоа што стварно се многу систематични, имаат многу добра статистика. Нивната срцева асоциација има излезено со 4 стадиуми во развој на срцева слабост. Они викаат А, Б, С и Д. А се пациенти со ризик за срцева слабост. И сега, кој е со ризик? Ке се изненадите. Пациентите со зголемен крвен притисок, пациентите со диабет, пациентите со прекумерна тежина, ујазност. Пазете, тоа е цела категорија каде што може да се најде пола од популацијата. Секој втор и велиме, се бројува таму. Тоа е А стадиум, пациенти со ризик да развијат срцева слабост. Че сите овие пациенти треба добро да се менаџираат,
добро да се контролираат болестите нивни, начинот на живот, физичката активност, за да не дојдат во следниот стадиум, Б стадиум, кога вели дека веќе има промени структурни на срцето, како задебелување, например, на срцевиот мускул, последица од зголемениот крвен притисок. Се уште нема срцева слабост, нема симптоми. Во третиот стадиум, С стадиум, веќе имаме манифестна срцева слабост. Значи структурни промени на срцето кои што довеле до манифестна слабост на пумпата. И последниот четврти стадиум е стадиум каде што и покрај лекови ние не успеваме да обезбедиме квалитетен живот, па се бориме, па бараме и други начини како што е вештачко срце, како што е трансплантација. Вака изгледа далеку, 4 скалила се, меѓутоа многу брзо се променува од еден во друг стадиум. Како што можевме да видиме и од за гостинот физичката што беше активност, да се вратиме. дел од Физичката емисијата. активност е многу важна за да не дојдеме у ситуација да развиеме срцева слабост. Дневните потреби се 20 на минути, Така. да се задишиме, да осетиме побрзо да работи срцето, на еден начин да се испотиме, да се раздвижи крвта. Сега секој нека изброи чекори колку му треба за тоа да го постигне. Како што рековте, да се движиме, да се задишиме, 20 минути да вежбаме во текот на денот, па дори тогаш и не мора да броиме чекори. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, што проговоривте за најчестите ризик фактори поврзани со срцевата слабост и на што всушност треба да се фокусираме за да го зачуваме здравјето на овој витален орган. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Чувајте го вашето здравје.